Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во најновото издание на подкастот Проверитас. Вечера продолжуваме со разговорите за оперативниот план за вработување, нешто многу интересно во нашата држава. За актуелните економски состојби ќе говориме исто така за цените на горивата, за растот на индустријското производство и мерките за поддршка на домашното стопанство. За овие и за други актуелни теми разговараме со заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Маријан, добро вечер, добро дојде во Проверитас. Многу ми е драго што еве вечерва во наредниот час и нешто можеби ќе издвоиме време и да пренесеме дел од пораките на нашите гледачи. Добро вечер, поздрав до нашите гледачи и слушатели. Благодарам на поканата, мило ми е што бичиклите гледам вака после известен период. Така, драго ми е мене. Долги години сме пријатели, првпат улога вака на водител и гостин сме, нели? Да. Од две страни различно, обично секоја сме на истата страна, да. Како ми кажат. За почеток, дел сте од владата и директно сте вклучени во економските политики, нешто што е најбитно за развојот, можеби за една земја. Што би издвоиле вака како најголеми успеси на македонската економија во изминати 2 години од кога дојде практично на промена на власта во Република Македонија после оние 8-9 години на девастација на државата? Влегувате нели во една нова работа, можеби во најтешката. Што се случува овие 2 години на тоа поле во Македонија? Па добро, јас прво да напоменам пред да дојдеме на власт, свесни бевме дека ќе начекаме, бидејќи секогаш кога ВМРО иде на власт, касата државна е празна, така, да. Со голем број проблеми, меѓутоа не очекувавме толку големи проблеми. Знаевме дека има проблеми, но не до толку. Прво начекавме презадолжена држава, урнисана економија, проблем со инфлација, инфлаторната спирала беше, да речам, незадржлива претходно, галопирачка. Имавме најниски показатели во тоа највисока инфлација претходниот период во Балканот и Европа, а најниски економски параметри. И сето тоа прво требаше еден вид на стабилизација од страна на новата влада на ВМРО-ДПМН и коалицијата на државата, за да постепено после, да речем, година дена почнат овие економски показатели да одат во нагорна линија. Во овие 2 години параметрите кажуваат дека навистина ова влада на ВМРО-ДПМН има капацитет да се справува со вакви економски состојби и да изведе државата на еден прав пат, од што бенефит денес и во иднина уште повеќе ќе гледат сите граѓани на Република Македонија. Иначе да напоменам, кога имало кризи како што имаме денеска енергетска криза, во времето на СДСМ имало галопирачка инфлација, дури во одредени квартали изнесувала неверојатни 19-20%, можеби и повеќе. Тоа бил, да речеме, не балкански, туку европски рекорд во инфлација и тоа се пренесува дека нема такво нешто, нели, по тој период. Па како немало тоа ги покажуваат. Не убедува дека не беше тоа така, ќе влезеш во продавница, ќе видиш вика цените. Да, многу работи убедуваат, меѓутоа не можат да ги убедат граѓаните, бидејќи се сеќаваат нова голема инфлација и многу тешко справување со кризните ситуации. И во време на енергетската криза тогаш, меѓутоа и во време на ковид кризата знаеме дека граѓаните некако како да беа оставени сами на себе да се снајдуваат во таа криза, а се правеа некои популистички мерки, да речам од економски аспект, со ограничување на маржи, цени и така натаму, кои има краток рок, меѓутоа на долг рок тоа се прелеваше во наредниот период после кризата и сето тоа траеше до нај период кога и замина од власт, а остави една лоша ситуација во државата. Имавме многу низок степен на индустријско производство, во тоа време капитални инвестиции скоро и да немаше. Голем број од инфраструктурните проекти во Македонија беа закочени, знаете и самите, патот Кичево Охрид или патот Плетвареве, актуелно што беше, јас идам од Прилеп, од Пелагонистка до Битола. Фабрика за автомобили во Тетовар, нели, што не фабрика за автомобили и ред други работи. Гледавме секојдневни скандали, а никако да видиме некоја капитална инвестиција и нешто добро да направат за
граѓаните и народот, и тоа навистина создаде една лоша слика и за новата влада и еден предизвик. Меѓутоа, да повторам, ние имаме капацитет и тоа го покажавме, а тоа го покажуваат и економските показатели и параметри. Пред се денес, иако ја завршивме годината со околу 4% инфлација, успеавме да ја смириме, така да првиот квартал, пред да се појави кризата, веќе имавме инфлација под 3%, околу 3%, што беше еден таргет и приоритет на владата и Народна банка на Република Македонија, да држиме на едно минимално и ниско ниво инфлацијата, 2,5-3%. Меѓутоа, за жал се случи воената криза, која предизвика голема светска економска и енергетска криза, и таа инфлаторна спирала некако од странство беше прелеана и кај нас. Меѓутоа, и во тој период, со одлични мерки од страна на владата, кои ќе ги спомнеме и понатаму, успеавме да задржиме пак на едно пониско ниво, така да последните, да речем, показатели од Државниот завод за статистика покажа инфлација од 4,7%, што навистина е една од пониските во регионот. Ако земеме дека многу повисока инфлација има и појаки економски држави, членки на Европската унија, како што е на Хрватска, Романија, Бугарија, Турција има двоцифрена инфлација, Грција има многу повисока инфлација од Македонија, со инфлација тука негде сме со Србија и Албанија. Косово исто така има повисока инфлација, Црна Гора. Имајќи предвид дека Србија има моментално мерки за ограничување на цени, тоа дава една лажна слика дека инфлацијата на пониско ниво. Сакам да кажам дека многу добро и успешно се справивме со овој инфлаторен бран од економската криза. Успеавме да одржиме незадоволително за нас и за граѓаните, меѓутоа на едно нормално ниво за ваква голема криза, можеби и најголема криза во поновата историја и децени во светска историја зборува. Исто така, денес имаме раст на индустријското производство 7,2-7,3%, што покажува исто така Државниот завод за статистика. Имаме бруто домашен производ, кој што 7 квартали со ред надминува над 3%, некогаш 3, 5, 3, 6%. Одлично. На 3, околу 3% да речам, просек да земеме, и тоа е еден од поголемите растови на бруто домашниот производ во Европа, да речам, дали трета, четврта, некојаш петта економија од она што го имаме од Евростат. Како податоци тоа укажува дека Македонија е на добар пат да направи еден економски исчекор и просперитет, да со едно позабрзано темпо оди напред понатаму, и ќе гледаме, да речеме, тој раст на бруто домашниот производ и во иднина го задржиме и го зголемиме да оди со повисоко темпо, што поголем бенефит ќе видат граѓаните. Так. Иначе, оно што е од нашиот ресор, да речам, тука се и областа труд, која премина во Министерството за економија. Што начекавме во областа на трудот? Начекавме навистина на катастрофална ситуација со платите, со синдикатите, нерешени ситуации, посебно во јавната администрација. Пред да кажам за регулирањето на платите и подпишувањето на тие колективни договори со гранковите синдикати, имаше огромни долгови за останати плати во многу јавни предпријатии и институции. Луѓето со месеци немаа земено редовно плата, а да не зборуваме за сите оние работнички права кои што ги имале како К15 и ред други работи. Додека министер беше човек од Социјалдемократскиот сојуз, што треба да ги брани тие социјални пакети, и поуште да биде трагедијата уште поголема, министерот за труд и социјална политика во тој период доаѓа и од Министерството за труд и социјална политика. Значи, од своите колеги така, не се грижела практично, зборам за Тренчевска во случајот. Да. Видете, едноставно ресорот кој што воделе немале сенс, а уствари не само тоа, туку не само што немале сенс, туку направиле таков хаос, така да многу полека, постепено и тешко излегувавме од таквиот хаос. Например, немаш исплатено плати во македонски шуми, македонски железници, македонски пошти. Сето тоа го регулиравме, се луѓето редовно земаат плати, редовно си ги земаат сите оние надоместоци и права кои што ги имаат по колективниот договор. Исто така имавме еден тотален хаос во јавната администрација,
се случуваше да во одредени институции, различни институции на исти позиции, луѓето да земаат различна плата. Тоа е со подпишување на колективни договори, дури и колективни договори кои по логика и по закон треба да бидат одобрени од страна на Министерството за финансии. Не биле ни одобрени од Министерството за финансии, чисто популизам, без пресметка, без математичка логика, без обезбедени финансии, само ајде ете, има избори сега да подпишеме, да направи некој популизам, сметајќи дека со тоа ќе направат некој подобар резултат, а уствари остави еден огромен хаос кој понатаму ние требаше да го регулираме. Меѓутоа денес не е така, со подпишување на колективните договори, пред се зголемувањето на платата во образованието, системско зголемување, здравството, и тоа ќе биде и во наредните 2-3 години додека е мандатот нова влада. Исто така зголемувањето во полицијата на платите, подпишување на колективни договори во целокупната јавна администрација. Сега навистина имаме зголемување на платите во целата јавна администрација и до некаде нивелирање на платите во јавниот сектор. Меѓутоа сметаме дека понатаму со одредени промени седнување со синдикатите и подпишување на општиот колективен договор во јавниот сектор, дека ќе имаме и комплетно изедначување на платите во целиот јавен сектор, односно на исти позиции да земат од прилика иста плата. Замислете, направиле таков хаос да и во иста институција, на иста позиција да земат различни плати. Тоа било навистина, не знам, едно недомаќинско, расипничко однесување и некоректно однесување спрема вработените во администрација и спрема и граѓаните во Република Македонија, бидејќи јавната администрација е услужна дејност и не ја плаќаат граѓаните и приватниот сектор. Токму така. Исто така и за приватниот сектор со платите да не зборувам. Меѓутоа, да напоменеме дека оставија огромен дефицит, буџетски дефицит и огромни долгови. Во овој период имаме исплатено преку 4,5 милиарди евра долгови кои што ги оставија и 4,5 милиарди. 4,5 милиарди евра во овој период од 2 години, доспеани долгови, исплатени, сервисирани, така да секоја година ние имаме огромна сума на пари која што треба да се одлија од буџетот за враќање на обврзници или задолжувања кои што ги направиле претходно, и целта нова влада е да задолжувањето во однос на бруто домашниот производ биде под 60% и тој степен ќе го задржиме со цел да овозможиме еден понормален економски развој на државата. Денес гледаме на нова Македонија, нова ситуација, со оваа влада вложуваме во капитални инвестиции, преку унгарскиот кредит се помогна општините, за нив еве јас доаѓам од локалната самоуправа, бев градоначалник 3 мандати, да кажам дека во тие 8 години мандати на градоначалници од СДСМ и владењето на Социјалдемократскиот сојуз, буквално не видовте некоја капитална инвестиција во општините, едноставно поради нетрошење на средствата од буџетот, и да не ги префрла за наредниот буџет и ги префрла на општините со цел да плаќаат долгови направени од нивните градоначалници, дали тоа беа на општините, јавните предпријатија, меѓутоа капитални инвестиции или вложување во подобрување на квалитетот на живење на граѓаните и во општините, буквално и да го немаше. Со оваа влада Семуна Шилегов кога отвори новата стара автобуска станица во трговскиот центар Балета. Имаше многу ново нешто, така нелика може. Имаше, мислам дека и едно пасиште се отвори тука. И па да, 700.000 евро на што е на площадот на Скопје, да. Интересно е тоа, доста туристи се сликаат. Има доста туристички тури, одат и тука без да стануваат кај пасиштето и се сликаат. Да, и има еден празен дел кај што не сме да се сликаат приватен, кој што го со национализација. Малку да направиме шала, меѓутоа да ја завршам мислата. Еве, комуницирам, јас сум и председател на ВМРО ДПМ, на Комисијата за локална самоуправа се уште, комуницирам со сите градоначалници. Едноставно, оние градоначалници кои фати еден мандат и во времето на СДСМ и сега продолжуваат, нормално кои биле подобри, викаат ние колку пари немаме видено за капитални инвестиции, колку периодот на ВМРО ДПМ. Дали е тоа од унгарскиот кредит, дали од буџетот, од програмите и кои што ги нудиме за општините преку разни институции, министерства и така натаму, секоја општина со добро подготвен проект добива средства и не ги делиме општините. Не ги делиме. Добиваат градоначалници и од ВМРО, и од СДС, и од ВЛЕН, и од ДУИ. Сите буквално кои имаат добар
проект, бидејќи квалитетот на живење на граѓаните ни е битен за целата територија на Македонија, а не селективно, како што се правеше во времето на СДСМ, за стопанството, предпријатијата исто така се возможи еден одличен кредитна линија за нови инвестиции, подобрување на квалитетот на прекунгарскиот кредит, сакам да кажам, за зголемување на производните капацитети, квалитетот, дигитализација на фирмите, подобрување на перформансите, на квалитетот на производите да можат да бидат конкурентни на странските пазари, извозно ориентирани компании, проширување, реинвестирање и така натаму. Сето тоа значи раздвижување на целокупната економија, отворање на нови работни места и така натаму. И сакам да заокружам дека со ова влада во 2 години имаме приближно над 17.000-18.000 нови вработувања. Тоа ќе зборам следните прашања, баш мислам за тоа. Само сакам општо да кажам. Значи, прв пат со ова влада бројката падна под 100.000 така. Регистрирани активни баратели на работа во агенцијата за вработување, а додека за 2 години бројката сега е под 90.000. Значи се движи околу 80.000 и нешто активни баратели на работа. Ако земиме пак дека голем дел од нив се средношколци, бидејќи во тие статистички податоци влегуваат и децата од 16 до 18 години кои имаат задолжително средно образование. Тука влегуваат и земјоделци кои што се занимаваат со земјоделие, имаат своји приходи, а се пријавуваат заради одредени права да ги остваруваат во агенцијата за вработување. Бројката е многу помала и се движи нека невработеноста на историски најниско ниво од 90-тите години наваму, откако сме самостална држава. Изнесува некаде реално бројката 5 до 6% од активните баратели на работа, невработени лица во Македонија, што е одлично и еден од големите предизвици на ова влада ќе биде не само вработување, отворање на нови работни места и задржување на младите, пред се точно последното што кажав, задржување на младите во државата, да останат тука, да не биде Македонија одскочна даска за одење во странство, во Европа и секаде по светот како што правиа, него да понудиме можности на младите луѓе да останат во сопствената држава и да вратиме дел од оние кои заминале, а знам дека голем дел од нив она што го очекувале и не го начекале таму, се разочарале, можеби има некои позитивни страни таму, меѓутоа и кај нас има позитивни страни во однос на таму. Да им понудиме нешто на луѓето. Па една од позитивните страни во странство никој нема, многу ретки се што има сопствен дом, сопствена куќа. Ние во Македонија имаме сите сопствен дом и каменот си тежи најмногу на местото каде што припаѓа, така да сметам дека голем дел во наредниот период од тие луѓе, поради позитивните политики на владата, поради општата економска светска ситуација, дека ќе бидат вратени во Македонија. Дали причината, Маријан, беше токму ова една од причините за оперативниот план за вработување? Минатата емисија гостин ми беше пратеникот Мило Леков и отворивме оваа тема. Многу интересна тема за која што сакам малку повеќе да се задржиме во емисијава, нешто што е буквално тоа како велат овој што го зборевме пред малку. Ајде да почнеме што конкретно представува овој оперативен план за вработување, колку е значен да речеме за македонскиот пазар на трудот. А подоцна ќе говориме и за процесот отприлика кој може да аплицира и како да аплицира. Што конкретно представува овој оперативен план, што тој опфаќа, колку е значен за нас овде во Македонија? Па, оперативниот план е револуционерна работа која што направи ВМРО ДПМ, не дека го немало и претходно. Оперативниот план постои уште од 2011, 10 или 12 година точно, се не знам која е годината. Меѓутоа, зошто е револуционерна работа, бидејќи историски најголем и опфаќа најмногу луѓе невработени кои што можат да се реализираат преку тој оперативен план со многу нови видоизменети мерки во самиот оперативен план, кој што најмногу ги таргетира младите невработени лица до 29 години. Тоа е и таргетот на ова влада и владините политики, како што кажав и претходно, младите да ги задржиме да се бидат тука во сопствената држава. Оперативниот план тежи овие 2 години 40 милиони евра. Кажав, највисок до сега, тоа е на, да речам, бројка вака за почит издвоена од буџетот.
Оперативниот план го изготвуваме заедно со Агенцијата за вработување и други институции нормално. И Министерството за економија и труд го предлага пред владата на Република Македонија, а го гласа владата на Република Македонија секоја година и во неговото спроведување покрај Министерството за економија и труд и главниот носител Агенцијата за вработување. Секако тука се инволвирани и Министерството за образование и наука, тука инволвирана и нова, локалните самоуправи и други институции. Оперативниот план опфаќа две работи, многу битни работи, содржина и суштина. Првата работа е да помогнеме на невработените лица, сите оние кои што се регистрирани невработени лица, без разлика која и каква категорија е, да помогнеме да можат да се вработат што повеќе од нив, односно да ги искористат овие мерки. И втората цел е на работодавачите да му обезбедиме поконкурентни на пазарот на трудот, невработени кои ќе можат да ги вработат и да му ги субвенционираме одредени вработувања со цел да можат подобро да функционираат и да работат. Да. Во оперативниот план, покрај активните во кои се целни групи, значи главна целна група ни се младите до 29 години, меѓутоа и сите невработени лица, тука спаѓа посебна категорија лица па кои долго време се пријавуваат во Агенцијата за вработување, долгорочни баратели на работа и тие имаат посебна категорија каде што се офатени да можат да се вработат. Тука категоријата жени е офатена, значи балансот мажи-жени на вработување, да наречам исто 50-50. Посто бар тоа го покажува статистиката. Тука се ранливите групи, категории на граѓани, ромите, како посебна цел и таргет за вработување и така натаму. Значи, сите невработени лица во Македонија можат да се пронајдат во самиот оперативен план. Оперативниот план, секоја година гледавме дека претходната влада имала оперативен план, тоа го начекала од претходната влада, па на ВМРО-ДПМ, тоа ќе почнат оперативниот план да се реализира. Меѓутоа гледаме дека нити гледале што е актуелно на пазарот на трудот. Види, пазарот на трудот секој се менува. Некош треба едни кадри, друго време, други кадри и така натаму и не ги прилагодувале мерките на потребите на пазарот на трудот, него наједноставно било и онака неработници ги знаеме дека се копи-пейст си правеле на оперативниот план секоја година. Се трошеле средствата, не дека можеби некои се ефектурирале како треба, меѓутоа на комплетниот ефект да го постигнат, тие средства трошење на буџетски средства од граѓаните, го немале онај комплетен ефект да го создадат. Иначе оперативниот план како што кажав има 7 мерки ако го земеме исплатата на младинскиот додаток. Во тие мерки, најатрактивни мерки секако две мерки. Тоа е мерката самовработување. Тоа е најатрактивна мерка бар кај младите луѓе, невработените лица и мерката поддршка за креирање на нови работни места во постојаните правни субјекти. Па и предприемништвото би рекол и тоа е вака интересен момент дека нас. Па да, тоа е самовработување, едноставно е предприемништво. Сега би ги објаснил како мерки тие две најактуелни, а ќе се задржам и на другите мерки. Мерката самовработување или предприемништво има 3 подмерки. Значи едната е поддршка за самовработување на млади лица до 29 години невработени и нив ги поддржуваме со 10.000 евра. Значи за цели 4.000, зашто велам револуционерен овај оперативен план, бидејќи цели 4.000 евра е повисока ова мерка од претходно што била. Ако претходно давале 5 или 6.000 евра, се 10.000 евра по лице. Тоа е една замашна сума за отворање на бизнис, на млад човек до 29 години. Втората подмерка е помош на луѓе кои се невработени, имаат над 29 години. Нив му даваме тие 7.000 евра, претходно било 5.000 евра и помалку се давало годините. Меѓутоа има уште една мерка интересна. Тие можат да се здружат и едните и другите лица. Па што ме интересира, тоа го најавувате, го кажувате. Двајца млади луѓе имаат добра бизнис идеја. Знаеме дека нашите млади луѓе во Македонија се доста креативни. Се доста имат вака нови, како да речам, вилги за бизнис, многу поинвентивни, помодерни од претходно што сте ги имале.
тие можат тоа да го преточат во бизнис двајца и да добијат субвенција од 20.000 евра. Значи, ако се здружат во друштво со ограничена одговорност, двајца, млади лица до 29 години, би добиле за добра бизнис идеја и со предприемачки дух, нормално. Само двајца може да се здружат, тројца може 4. Не, двајца може да се здружат, така е правилото, да знаеме, 20.000 евра, да објасниме. И втората работа, ако се здружат пак лица на 29 години, двајца, добиват по 7.000 евра, значи вкупно 14.000 евра да отворат бизнис, ама можат и да се комбинират. Млад така и повозрасен. Значи млад до 29 години, над 29 години, тоаш би добиле 17.000 евра. Значи што исто позамашна сума убаво да се почне бизнис. Позамашна сума и може да се отвори било каков бизнис, дали се тоа занетчиски работи. Видете, многу креативни има бизниси и јас памтам уште од времето кога бев градоначалник, еве тоа кажувам како пример, имало многу кои ја искористиле ова мерка, почнале со еден двајца вработени тогаш, сега имат по 20-30 вработени. Значи растеле и после 2 години користат и од другите мерки, бидејќи влегуваат па во категоријата кај што се помага со оперативниот план за вработување на луѓе на постојани правни субјекти. Сега поддршка за креирање на нови работни места на фирмите и таа е многу актуелна и барана. Што конкретно е тоа? Значи нови работни места во компаниите. И ова мерка само вработување сега е конкурсот, тоа сакам да го напоменам кај граѓаните и после кај младите невработени лица, тие ни се таргет. Конкурсот почна во понеделникот, ќе трај до петок, значи до 3 јули. Ги повикувам сите млади невработени лица кои имаат добра бизнис идеја, па и повозрасни над 29 години, да се пријават во подрачните единици на ВРМ или да го пратат сајтот на Агенцијата за вработување или на Министерството за економија и труд, каде што точно е објаснет конкурсот и како можат да аплицираат за ова мерка. Ако нешто не им е јасно, нашите институции, односно институциите од Агенцијата за вработување се транспарентни, ја ги повикувам слободно. Ако сакат нешто плюс да прашат, бидејќи сега младиве онлайн работа, сето му е преку мрежа, на телефон му е достапно едноставно, можат да појдат и лично во подрачните единици на агенциите за вработување и лично да си прашат или нешто што не им е јасно пред аплицираат, да прашат и да аплицираат. Видете, лани ова мерка имало 2 до 3.000 пријави секоја година, меѓутоа лани направивме едно роуд шоу со екипата од Министерството за економија и труд, тука бе Агенцијата за вработување и нова, така да прошетавме повеќе центри низ Македонија, имавме јавни настапи, транспарентни, како еден вид и мини обука му правевме на невработените и младите, така да имавме рекордни лани 6.000 пријави, над 6.000 пријави беа и најмногу искористени средства во мерката само вработување. 92% реализација минатата година имавте. 93% е реализација. Ова година очекуваме да биде уште поголема, да биде над 95%. Такви се очекувањата, меѓутоа ќе видиме на крајот од годината, бидејќи сега па и многу млади кои не ја знаеа ова мерка сега ја знаат мерката. Гледате и самите пратеници прават како да речам реклама на ова мерка, прават и Миле Левков тој исто многу збореше со многу жар енергија за таа работа. Тоа не е дека од Министерство за економија и труд или агенција. Тоа треба да биде приоритет цел и на сите и вие треба да ја промовирате ова мерка. Сите да биде што подостапна до секој млад човек и невработен човек да ги користи овие мерки. Тоа е добро за да можат да имаат повеќе квалитетни пријави, од нив да се изберат најдобрите бизнис планови кои што понатаму ќе обстојуваат. Видете, не ни е нас приоритет и цел сега ти даваме пари, ти отвори бизнис и пријатно со здравје. Не, него ние Тоа сега да те прашам, или некои заштитни механизми, што се случува, знаеме дека минатото се што се случуваше со државни пари. Добро, и социјални помоши собираа луѓе со скапи коли. Да, кажува и за некои списоци таму. Постои ли некој механизам на контрола кој што ќе контролира целата ова работа? Знаете каков е нашиот народ, каков е, нели сега жука. Не ќе крадат пари, таму ќе прават ова. Како ќе се заштитите? Видете, има и многу јавувања сега, знаете како слушнале за мерката, леле брзо, ајде овој онај да ми помогне, нема тука, подеднакво се третирани сите граѓани, се заоштрени, невработени лица се заоштрени, мерките на пред се на квалифицирање, а понатаму и понатамошниот процес до
давање на средствата, меѓутоа за прв пат во историјата од како постои оперативниот план ќе бидат контролирани од како ќе бидат дадени средствата. Не дека не биле контролирани, али сега ќе бидат контролирани од посебна комисија која ќе биде оформена од страна на владата, да видиме каде се трошат државните парите од граѓаните, дали одат во прави раце или само земи ги затворија фирмата и така натаму, па ќе одиме по суда и после да ги бараме парите назад. Тоа не ни е целта нас. Нас ни е целта да ги избериме вистинските бизниси кои ќе бидат одржливи, ќе работат, ќе функционираат, ќе создават добро во оваа држава и ќе отворат нови работни места понатаму. Таа е целта на економската политика и на владата и на министерството. И што се покажале добри, Маријан. Само да кажам тука и процесот малку сакам да го објаснаме, бидејќи е многу интересна меркава, сакам да знаат. Прво се прави обука за предприемништво, оние кои ќе аплицираат, му држат обука, значи малку да зголемат и предприемачкиот дух, да видат каков квалитет во нив постои во тоа што сака да го реализираат. После оди во Инова исто така, се разработува бизнис план, има каталог на стручни лица таму, како ментори кои што можат да ги земат тие лица и да го менторират нивниот процес до аплицирање и реализирање на самиот, апсолутно, тоа го имало и порано. На Запад се плаќа за тоа, да добиеш некој да те консултира. После откако сето тоа ќе биде завршено, сите бизнис планови од едно место ги разгледува комисија која е составена од повеќе институции и ќе биде многу јак филтерот, ќе биде одобрени само оние кои што навистина се одржливи бизниси и квалитетни идеи за предприемништво. Реални. Меѓутоа прв пат ќе постои комисија која ќе биде формирана од повеќе институции и од владен представник, која понатаму ќе ги контролира како средствата се трошат во наредните 2 години. Оние кои нема да ги исполнат условите или ќе барат да направат нешто како порано што правеле, тие ќе завршат во судски постапки за враќање понатаму на средствата. Оние кои што ќе се покажат како добри, дали ги стимулирате понатаму за нешто друго? Да, ние ќе опратиме комплетно нивниот развој, бизнис, значи еден комплетен мониторинг. Што не еднократна помош, така, нели, ако некој добар и понатаму ќе размислува Министерството за економија да му помогне. Понатаму може да се учествува од другите мерки од оперативниот план или мерките од што ги имаме активните мерки од Министерството за економија и труд на мали и средни предпријатија, микро занетчи и така натаму. Значи тој и понатаму ќе може да користи субвенција ако бизнисот му се одржува. Меѓутоа исто така втората мерка која ќе биде наредно објавена, тоа е поддршка за креање на нови работни места во правните субјекти. Таму пак секој кој има правен субјект, вработува млади луѓе до 29 години, ќе добија субвенција на приватен сектор, така. Приватен сектор, значи ги поддржуваме и постојаните бизниси. Преку оперативниот план да вработуваат луѓе. Млади луѓе до 29 години ќе треба да издржат 15 месеци и да му ние ќе ги субвенционираме по лице со 250.000 денари. Лица со попреченост и лица од ранливите категории, ако ги вработат, ќе бидат поддржани со субвенција од 220.000 денари, а додека лица на 29 години ќе бидат поддржани со субвенционирање од 160.000 денари, што значи исто е тоа една добра поддршка за постојаните бизниси да вработуваат луѓе. Значи ние му велиме вработувате луѓе, еве ние ќе ви ги субвенционираме. Меѓутоа треба да ги задржат. Да работат, да. Овие што се над 29 години до 29 години 15 месеци, 12 месеци е за тие кои што се од ранливите категории, а 9 месеци за луѓето кои се над 29 години ќе имаат обврска да ги задржат на истото работно место, дај Боже да останат и понатаму и да си работат во тие фирми и компании. Така и тоа е една голема поддршка. Една компанија најмногу може да користи 1.250.000 денари или тоа е околу 20.000 евра, или ако земиш спрема субвенционирањето 5 до 6 лица можат просек да вработат, да искористат некоја компанија. Одлична бројка за ако се работи некој среден мал бизнес. И затоа велам треба да пратат не само оперативно план невработените лица, него треба да пратат и компаниите, бидејќи оваа мерка ќе биде следна мерка која ќе се објави. А вие сте како министерство институции подготвени да им помогнете на луѓето со информации и со следните работи, апсолутно се. Транспарентноста е на највисоко ниво. Исто така, овој оперативен план се содржи од конкретни мерки за вработување, меѓутоа и мерки за
обуки и едукации, кои што мерки, обуки и едукации, па ги зголемуваме перформансите на невработените лица да бидат поквалитетни на пазарот на трудот. Значи да направиме обучени кадри кои ќе можат многу полесно да најдат работа, меѓутоа и таму кај што ќе најдат работа да бидат попродуктивни да бидат. Така. Не доправа да ги едуцира да се обучуваат. Готови кадри да спремиме. Таа обука на работно место кај конкретен работодавач. Имаме обука за побарување занимање за наети на пазара на труда, обука на возач за С, С, Е и Д категории. И за наетите кажавте претходно нешто што почува да изумира во Македонија. Па да, се поддржуваат и тука, значи секој кој може да отвори некој актуелен од занаетиве сега што се исто го поддржуваме како бизнис план. Обуки има за специјалисти за мехатроника на камиони и тешки товарни возила. Ова прв пат се спроведува, бидејќи се видело дека на пазарот на труд и побарувањата немаме такви кадри, тоа е добро. И валидација на стручни квалификации на невработени лица за полесно интегрирање на пазарот на трудот. И ова е, да речам, нова мерка. Тоа се оние луѓе кои се нестручни, му даваш одредена стручност за да може да бидат полесно препознатливи на пазарот на трудот. Имаме практиканство, исто така како една од мерките. Значи секој лице кој прв пат оди на работа да стекне пракса, ние го поддржуваме со 12.000 денари како работно искуство. Значи прв пат да видиш што е како се работи. Значи практиканти сегде во светот има 12.000 денари се поддржуваат. Програма за работно ангажирање за јавни работи, тука општините учествуваат работно ангажирање како пожарникари, сега е сезона на пожари, тука ќе се има ангажмани, ќе бидат распоредени по противпожарните единици низ државава. Економија на грижа, општинско корисни работи е една од мерките и исплата на младински додаток. Ова не е како дел од оперативниот план, меѓутоа како башка мерка, а тоа сите производни компании во Македонија кои ќе вработат лица до 23 години, ги поддржуваме ние со субвенции овој младински додаток од 3.000 денари. Му даваме плюс. Значи на платата што ја зема, со се придонеси се таму како што следува, плюс добива 3.000 денари. Одлично. Тоа е одлична помош, пак за работодавачи, меѓутоа и за лицата. И за лицата, да, и мотив младенски додаток, и понатаму ќе гледам и да го зголемиме, да биде и повисок, вака чисто информативно. Ова година исто одиме со 3.000 денари, меѓутоа понатаму ќе гледаме малку и да биде повисок, да има поголем стимул. Тоа е не до 29, па за лица до 23 години, кои работат во производни капацитети. Тука е, значи, да продуцираме производството во Македонија, што треба да се зголемува во наредниот период. Не е само оваа бројка што ги офаќа апликантите за мал бизнис предприемачи. Тука има еден куп други работи. Да, тие мерки, подмерки, има подмерки. Затоа велам дека оперативниот план е на веб страната, треба да си го посетуваат невработените лица и да видат во која мерка се најдува таму да аплицираат. Така. Видете, ако не аплицирате, немате можност да земите средства. Да, тоа како вичат оној лото што играл, нели, кога го молил Господ дај ми лото, дај ми 7 кавика плати ливче некош па ќе не е гаранција ако аплицираш дека ќе земиш пари, меѓутоа е голема веројатност ако имаш добар бизнис план, ако се најдуваш во тие мерки да бидеш избран и да ги користиш тие мерки. Млад човек и креативен треба да биде и многу по добри идеи ќе дадат. Значи ајде да заокружиме, оперативно план има две мерки. Едната е директни вработувања, тоа е ова поддршка за самовработување претприемништво и втората е поддршка за креирање на нови работни места. Тие директно вработуваат, меѓутоа имаме мерки кои што и вршат обуки, едукација и така натаму. Стимул на некој начин. Ете, така па тие пак ги спремат кадрите на пазарот на трудот и да кажам дека преку тие директни вработувања ланската година, ако ги соберам само вработување и поддршка за креирање на нови работни места, има над 4.000 вработување, 4.400 така пресметка прави. Значи околу 4.500. Ова година, бидејќи голем дел од средствата кои види укинавте некои мерки со овој оперативен план. И сега се алоцирани тие средства од тие мерки лани што биле во овие две атрактивни мерки, што значи дека има поголема можност да се вработуваат луѓе и да добијат средства отколку лани, бидејќи тие две мерки биле најатрактивни. Очекуваме да таа бројка стигне над 5.000 директни вработувања, што исто така ја намалува бројката на невработени лица во Македонија. Сме придонесле со овој оперативен план да намалиме бројката
на невработени лица. Задржуваме млади луѓе, тоа најбитното по мене. Задржуваме младите и новитет во овој оперативен план, тоа треба да го напоменам, што прв пат во овој оперативен план се офатени селениците, односно повратниците, така ги викаме. Така, да. Значи, секој кој бил во странство, сака да дојди да се вработи или да отвори собствен бизнис во овие две први мерки, само во тие две мерки можат да учествуваат, само вработување и поддршка на креирање на работни места, ќе добијат плюс 10% бонус од постојаните средства предвидени за мерките. Сега да го објаснам и тоа. Браво. Ако младо лице до 29 години, ако е повратник, се враќа, треба да добие по правило 10.000 евра. Не добива 10 за собствен бизнис. Добива плюс 10% бонус како стимул за да се врати назад. Значи добива 11.000 евра. И во сите овие мерки плюс 10% има бонус за повратници. Видете, тоа нема да направи масовно враќање на ова, меѓутоа, можеби ќе влие кај некој кој сака да се вратат и да речат, сакам да се вработам или да отворам собствен бизнис и да вложам и собствени средства, да направам бизнис во Македонија, да живеам и продолжам да функционирам во Македонија. Баш така. Морам да признам дека се работи за еден голем, има и мерки кои ги укинавме. Па так. Види се, например, мерката IT вештини, значи она основни обуки и напредни обуки или за странски јазици, англиски јазик претежно. Имавме многу малку пријавени, по 20-30 од цела Македонија. Видовме дека таа мерка може би требала пред 5-10 години, сега не треба на пазарот на трудот. Тие мерки ги укинавме, меѓутоа средствата не ги намаливме, него ги преалоциравме во тие две атрактивни мерки, плюс и нови мерки кои што ги спроведовме, кои што се барат на пазарот на трудот. И оперативниот план не е нити Библија, нити Кура, не е даден за секој трпи промени, така да наредната година ќе видиме искуство од ова година. Ние нон-стоп ќе го прилагодуваме со нови и поатрактивни мерки, да што повеќе возможиме млади и невработени лица да се вработуваат преку оперативниот план. Так, ако ја направите реализацијата како од минатата година, ќе имаме одличен резултат, нели 93% е. Па мислам дека ќе ја надминиме годинава, ја мислам, така е моја претпоставка. Одлично, ако се надмине во секој случај. Па очекуваме барем 94-95%, да е 1-2% плюс. Додиме напред, имаме стимул пак за наредната година уште повеќе и така. Одлично. Ајде, може ли Марија малку да не напуштиме Македонија, да излеземе малку од границите на Македонија, но пак поврзано со Македонија. Знаеме, нели, светов врие, во последно време се случуваат разни работи геостратешки на многу места. Рекомпонирање на планетава наша. Колку е влијанието на кризите и стабилноста на Блискиот Исток врз македонската економија? Спомна на почетокот нешто, но е вака директно колку влијае се тоа што се случува во светот на една држава како што е Македонија? Па влијанието е големо, бидејќи Македонија е прво пред се млада држава, значи повеќе од 3 децени малку постоиме, кревка економија има, ранлива економија. Имавте една катастрофална влада која што го уништи сопственото производство, фирми кои извезува, посебно земјоделието, со лоши земјоделски политики. Македонија брендирана беше во неколку работи, а тоа беше земјоделието, земјоделските производи и виното како македонски производ. И во земјоделието, гледате, денес треба да правиме многу, да речам, нови мерки, реформи и така натам со цел да и потикнеме земјоделците повеќе да произведуваат. Ако порано сне биле изозник на пиперки домати, сега сне увозници на пиперки домати. Тука треба една главните приоритети на оваа влада е развој на производството и земјоделието, за да можеме да имаме поконкурентни цени на домашниот пазар и на странскиот пазар. И видете, сега голем број производи идат од страна. Исто така и економските политики светски влијаат на државата наша. Например, светската економска криза, енергенси, ние сме увозници на енергенси, меѓутоа и ако сме увозници на енергенси, ние успеавме како влада да имаме најефтини енергенси. А тие најефтини енергенси не е само поевтино дека ќе купите нафта и ќе ставите во возилото, ќе го наполните со поевтина нафта или бензин, него тоа значи на крајниот инпут, бидејќи како инпут цената на енергенсите влегува и во производите. Дали се тоа производите за храна или било која потреба, значи е поврзана со транспорт. И тука имаш голема ставка ради зголеми транспортни трошоци.
Па видовте дека имаше наплив во Македонија од околните држави, од Србија, од Грција, Бугарија, Албанија, кои влегува и Косово да полнат бензин во Македонија. И сите вика, леле, немојте да турате бензин на други, ке снема Македонија за собствените граѓани. Не имавме доволно, ние знаевме, имавме предпоставка. Меѓутоа, приливот па на средства кој доаѓаше од странските државјани, а ги трошеа во Македонија, видете, тие нема само бензин да турат, ке купат и намирници, бидејќи и намирниците беа поевтини од она што го имаме како информација од Државниот пазарен инспекторат, кој исто така под Министерството за економија и труд, дека голем број на прехранбени производи, да наречам 90% се поевтини во Македонија од околните држави. Може би има некој производ поевтин таму, меѓутоа глобално гледаме она што е бар основен производ за преживување на едно просечно македонско семејство, за нормален живот, е поевтин кај нас со неколку проценти. И тоа беше добро. Видете, владата свесно појде да изгуби пари од буџетот. 1.000.000 евра годишно, ова месечно, дневно се извинувам, беше како да кажам, зијанот, нели? Да, зијанот, буквално зијанот на буџетот, со цел да помогнеме стопанството, да нема голем удар, меѓутоа да ги помогнеме граѓаните, да не се тоа прелее на цените и да направиме поголема инфлација. Ете, зборувавме на почетокот и за инфлацијата. Исто така и војните кризи во Украина претходно, еве сега во Персискиот залив, во Персискиот залив, да, во Иран. Значи, Украина беше главен играч на многу сировини на пазарот во Европа и светот, и земјоделски производи, сировини за земјоделие и така натаму, и други енергенси. Исто така, ваму енергенсите се битни, сето тоа влие на светската и вештачкото ѓубриво, политика, вештачкото ѓубриво, да, и тука имавме мерки, да напоменам, дека заедно со Министерството за земјоделие имавме мерки да защитиме па земјоделците. И сега имавме посеви, да речам, и на оние пролетни. Значи, тие ќе беа обремени со поголеми трошоци, тоа после пак ќе се одразеше на цената на земјоделските производи и така натаму. Сето тоа влијае на економијата во Македонија, меѓутоа и во такви услови да владата покажа дека има капацитет да се справува со вакви големи кризи, да задржиме стабилноста во Македонија, да задржиме понизок степен на инфлација, да го зачуваме колку можеме повеќе животниот стандард на граѓаните, куповната моќ на граѓаните, меѓутоа и да не направиме потрес на економијата како што тоа го правеа претходниците. Значи, од една страна правите една мерка, а мерката или се одразува негативно или на животниот стандард или на економијата. Него да биде балансирано, да не направиме потреси, бидејќи ние баш така, да не направиме потреси во економијата, бидејќи нашата економија е кревка и треба тука да внимаваме. И видете, голем дел увозни се производите, стоките во Македонија и тука ни создава поголем проблем во формулирањето на цените на домашниот пазар, посебно маркетите. Меѓутоа и тоа го регулираме, имаме редовни... Тоа сакав да те прашам, имавте средба со премиерот Христијан Мицковски, кој што најави закон за заштита за нефер трговски практики. Дали овој законско решение ќе го опфати целиот синџир, започнувајќи од производителите до дистрибутерите, бидејќи во минатово имавме практика, Марија, нели знаеш, ти Машка и Гдушец да играат со државата, ќе се договорат тројца, па нели ќе држат цена, па дистрибутерот едно ќе направи, па другиот ќе направи. Гледаме веќе некој период на назад дека и се казнуваат одредени, нели, со сите тие станати работи. Мислиш ли дека ова законско решение ќе биде добро и ќе биде добро реализирано? Нешто што сите како граѓани обично го чувствуваме кога ќе влеземе во маркет и гледаме дека некои работи малку и се чудни понекогаш. Па секако дека да, затоа е направен законот, тоа е револуционерен закон кој што првпат во историјата во Македонија ги уредува односите помеѓу трговците и добавувачите. Никош немало да се таков закон и тој закон е некако да заштити добавувачите и производителите, посебно домашните производители од нефер трговија и нефер практики кои постоеле, а биле многу големи. Рачунајте
Например, работот кој што го давале претходно бил и 30-40% на маркетите, тие остварувале големи профити, а на крајот од денот сето тоа се одразувало на цената на самиот производ кој што го плаќаат со џеб граѓанинот во Република Македонија. 30-40% работа. Па да, сега е ограничено тука, значи работот е на 10% во маржата, не одиме бидејќи маржата си ја формулира пазарната економија, меѓутоа се уште гледаме дека овој закон последна година не дека нема ефекти, има ефекти. Во глобала, да наречам 90% се регулира односите со договорите, имаш отпор на почетокот. Малку меѓутоа се стабилизира, меѓутоа се уште има одредени трговци, маркети и така натаму, да не ги спомнувам со име, кои се доста креативни и сакаат да го изиграат законот на штета на граѓаните на крајот од денот и производителите, добавувачите, односно измислуваат разни измислени трошоци, надоместоци и така натаму, самите договори на договорите, поддоговори со други трети лица и така натаму. И тоа создава исто така едно дополнително оптеретување на влезот на производот, а тоа дополнително оптеретување се одразува на цената на крајниот производ. Меѓутоа, ние спремаме сега и одредени промени во самиот закон, бидејќи така беше законското решение. Така, да. Не дека нас ни текнало европска директива беше законот и е земен како рол систем законот од Словенија, Хрватска и Бугарија, како пример да се имплементира во Македонија со одредени адаптации за македонскиот за македонската економија тука. И требаше една година, пишува законот, треба да се од имплементирањето, треба да се видат резултатите и таму каде што има потреба, треба да се направат одредени промени. Увидовме дека горе-долу добар е законот, меѓутоа има одредени технички работи кои треба да се сменат. Прво околу прецизирањето на договорите помеѓу добавувачите и трговците, има некои работи кои треба да се допрецизират, да не се остава простор да тие и понатаму манипулираат. Втора работа е казните, се многу ниски, 20.000 евра за голем маркет, тоа е ништо казна, а е највисоката казна, 20.000 евра. Значи, спрема големината на трговците и маркетите, одредена казна, највисока максимална казна е 20.000 евра. Значи да се зголема 10-кратно повеќе казните, меѓутоа да нема казни само за трговците, да има казни за добавувачите, бидејќи не беа предвидени. Так. Сега, јас ако ти не мантнувам нефер трговија, а ти си добавувач и ја прифаќаш, та нефер трговија, па и ти си соучесник. И затоа треба да има казна, значи не треба да прифаќаат. И треба сите овие нефер практики кои ги спроведуваат трговците, ако се уценуваат добавувачите, треба да ја известат Комисијата за заштита на конкуренција. Дали тоа ќе биде анонимка, дали тоа ќе биде директен повик или пријава и така натаму, дури и по свое видување, тие треба да му кажат на комисијата и да постапат. Комисијата не гледа кај кого влегува и како него гледа, дали е изигран закон. Ако изигран, следува казна. Меѓутоа, тоа некако срамежливо го прават и еве јас сега во оваа прилика пак да ги охрабрам да ако има такви нефер практики, уцени од страна на трговците, да појдат и да ги пријават, а не да ги штитат. Со штитењето нивно, тие самите си прават негатива, а преку тоа и на граѓаните му прават. Кога ја би се прашал, ја јавно би ги објавил сите. Па и може би не е демократски вака, ама јавно би ги објавил сите кои што го прават. КЗК работи во закон за нефер трговски практики и заштита на конкуренција, нели? Два закони се така. Да. И сега по едниот закон видоа и картелски здружувања се како договарат цени и така натаму, имаше казни. Имат преку 50 предмети оформено сега за по законот за нефер трговски практики, од кои имат ефектурирано 200.000 евра казни. И таму е поголема процедурата да дојде до казна, имат право на жалба, управен суд, прва постапка, втора, па се да дојде до реализација, до реализација на казната. И мислам дека со овие промени и со континуиран разговор со трговците, например со премиер обевне на состанок со трговците, со добавувачите и производителите, дистрибутери, увозници и така натаму. Ке имаме состаноци, треба да бидат свесни дека треба законите да функционираат во Македонија. Не правиме закони ние за да ги изигруваме законите, него да и почитуваме законите и сите да придонесеме со една поголема свест и општествена одговорност, да не го правиме тоа на штета на џебот на и реална применост да имаат. Видете, некој можеби не се само трговците криви, можеби и производителите и добавувачите се криви. Не велам дека 100% трговците, меѓутоа треба да се седне и низ вакви разговори, прво превентивно,
Ако не е превентивно, тогаш ние имаме казни, инспекцијски служби ќе ги посетат, ќе ги казнат, имаме можност да спроведуваме мерки ограничување на цени и така натаму. Имаме повеќе законски можности. Но пак сте коректни, прво им кажувате така. Ама видете се, од тие ограничување на цени како што и правеле порано, ќе ги ограничиш месец, два, другиот месец инфлацијата се прелема на наредниот месец. Пак ги враќа цените на исто дури повисоко ниво од претходно. И на пример и друга работа, увидовме, еве СДС цело време бара мерки ограничување на цени. Што правеле тие? Ќе ограничат цените на основни прехранбени продукти месец, два да речам, еве 1000 продукти на кабида. Така и ние тоа го направивме на почеток. И тие 1000 продукти ќе биде поевтини тој месец. Наредниот месец одма ја враќа цената. Кога ќе заврши мерката, се враќа и плюс имаме цена додатна на тоа. Значи уште повеќе ја подгреваме инфлацијата. Не даваме пазарната економија да функционира по-добро. Се мешуваме, правиме интервенција во пазарната економија, што не е добро. Од друга страна пак имаш на пример во маркети Веро еве да речеме или поголемија маркети Синџири има 30-40 илјади производи. Ти ограничуваш цена на 1000 производи. Ами другиве производи тие може на сите да изголема цените, да надокнадат да се покријат тоа што сме им го ограничиле, а од друга страна пак ќе оплати тоа граѓани. Но ти што сте направиле ништо. Затоа вака треба да функционираат законите, Законот за нефер трговски практики, Државниот пазарен инспекторат со постојани контроли, ланската година еве да и пофала минив, и КЗК, лани пазарната инспекција имаше преку околу 30.000 контроли во убравото, добра бројка. Трговски ланци, маркети, производители, добавувачи и така натаму има изречено некаде, ајде да наречам околу 3 милиони евра казна има ланската година. Еве ова година имаме пак голем број на контроли. Меѓутоа, не е работата да се казнуваме. Не ни е политиката казни, него политиката ние да ги почитуваме законите и да ги почитуваме граѓаните, да не удираме по ниво од джеп и да бидеме воени профитери како некои што го правеле тоа во претходниот период. Тоа не е добро за целата држава. Сите треба да градиме ова држава. Државата не е од владата, од граѓаните, од народот. А без граѓани, без народ, без коректен однос и од бизнис секторот кон народот, нема да имат народ, нема да имат работна сила, ќе се исели. Треба сите да внимаваме. Ова Македонија е кревко општество, кревка економија. Ние треба сите да градиме и да придонесуваме дел по дел. Совеста треба да ни работи. Не само профитите и печалбите, совеста. Тоа е најбитно. И тогаш ќе имаме навистина позадоволни граѓани, ќе имаме повисок животен стандард, ќе имаме поголема куповна моќ, ќе имаме подобри бизниси, поквалитетни бизниси, ќе имаме бизниси кои растат извозно ориентирани, тоа ќе имаме навистина подобра Македонија. Така. Маријан, пака ми помина времето со тебе денеска, морам да признам, но ќе повторно во нека емисија на Проворитас ќе дојдеш каде што ќе говориме на овие теми. Нешто што забележав како мој долгогодишни пријател со кој што се знам многу години, и сме генерацијски тука некаде блиску, што е за респект, уште говориш со многу енергија, со многу сила, со многу љубов, кога станува збор за Македонија и ВМРО, што е за голема почит во секој случај тоа. Мене ми останува да ти заблагодарам што издвои време во овие денови кога сте презафатани, знам, со ова Америка, ја харате држава, буквално ја преорувате. Почнуваме ве сега со тргате со тоа, јас ви посакувам успех на тоа, ти посакувам успех во твојата работа, биди онаков каков што си. Почесто да се гледаме и се разбира со убави работи да слушаме кој што доаѓаат од владата. Благодарам, јас секогаш гледам да бидам природен, да бидам транспарентен, така бев и како градоначалник, така и нова функција. Доставен сум за сите, малте да не речам, цела Македонија го знае мојот број, се јавуваат, прашаат, му одговарам, ги упатувам кај што треба да му одговорат. Сакам едноставно да дадам придонес не само за Министерството, туку и за ова влада и за Македонија, бидејќи на сите ни е приоритет Македонија. Со ваков премиер, со ваква влада, навистина Македонија е на добар пат и насока да излеземе од ова децениска, да речам, летаргија и да бидеме една респектабилна држава на Балканот и во Европа. Ти благодарам седнаш. Почитувани гледачи, ова беше најновото издание на Проверите. Се наведавам дека помеѓу два фудбалски надпревари не слушавте, не гледавте, добивте идеи, интересна емисија, поготово за младите луѓе. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.
Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.